Што е подобро? SSD или HDD? Во ова видео ќе објасниме зошто служат тие и кои се нивните разлики. Па затоа останете со нас, почнуваме веднаш. Здраво на сите, јас сум Ацо од каналот на Editech. И едно прашање што доста го слушам е што е подобро, хард диск или SSD? Па тие имаат сличности и двете работат со меморијата на компјутерот, но на малку поинаков начин. Еве да почнеме со брзината. Кога зборуваме за брзината со која ги пронаоѓаат податоците, SSD е побрзо, као ептен побрзо. Од уклучување на оперативниот систем, отварање на програми, слики, видеа, буквално се е многу побрзо на SSD. Па сега ќе прашате, окей, зашто тогаш воопшто правиме муабет за хард диск? Па SSD-то е многу брзо, но затоа па има многу помала меморија од хард дискот. Од прилика за 10.000 денари вие можете да купите SSD со 200 GB меморија или хард диск со 4 терабајти меморија. Сега не е се црно и бело. Има и други работи кои што треба да се земат во предвид, како например нивната доверливост и цена. Кога зборуваме за доверливоста, SSD-то е многу тешко да го расипеш, односно не може да се изгреба нешто внатре, затоа што работи на полуспроводни елементи. Единствено може да се преоптерети, а на другата страна хард дискот работи на плоча која се магнетизира. Па штом работи со елементи кои се движат, има ризик при потрес да се оштети, но далеку од тоа дека не е безбеден. И за крај, најпросто кажано, хард дискот е доста поевтин. Океј, сега одговорот на големото прашање, SSD или хард диск? Па вака, доколку планирате да купите лаптоп или нешто што константно ќе се соочува со шокови и движење, тогаш дефинитивно подобро е SSD, поради тоа што не може да се оштети при удар или некакво нагло движење. Но доколку станува збор за компјутер, па тогаш треба да се одлучите дали сакате повеќе брзина или меморија. Сега, моја препорака е доколку градите нов компјутер или пак го надградувате стариот, да земете SSD во кој ќе се наоѓа оперативниот систем и хард диск за останатите игри, слики, видеа. И на тој начин компјутерот ќе ви се уклучува брзо, ќе се отвараат и програмите брзо и плюс ќе имате многу меморија. За повеќе вакви видеа, кликнете го subscribe копчето и уклучете го звончето за нотификации. А ние се гледаме во наредното видео. А до тогаш, поздрав!